функцијата на Африм Гаши првично можеше да се интерпретира како еден начин на формализација на бинационализацијата на Македонија во уште една фаза на тој проект и дека едноставно сега таа функција ќе се дава по етнички клучи, дека ќе следи на албанец кој во последните 100 дена ќе биде и премиер, како што беше случајот со Тала Џефери, како што и ќе биде случајот со Африм Гаши кој ќе владее со владата на ВМРО ДПМН во последните 100 дена. Сега во однос на сервилноста која ја покажуваат и знаме ВМРО ДПМН во следните неколку месеци од таа конститутивна седница до овој момент каде што Левица ја поднесува интерпелацијата, а не СДСМ, затоа што Левица ја започна приказната Левица, ја носи приказната и Левица ќе ја извози приказната до крај на опозиционирање на ВМРО ДПМН, затоа што едноставно така е најприродно. Добро, да се вратиме на домашниве работи. Сепак верувам дека си доживел културен шок у Кина и верувам дека тоа што тамо си го видел, можеби тука во моментов не можеме си дозволиме ниту да го сонуваме. Но што е суштината? Септември се ближи. Мислам дека имаме недела или две максимум до интерпелацијата на Африм Гаши. Вие поднесовте таа интерпелација. Многу мина беа изненадени, велат зашто СДСМ можеби не се одлучени на ваков потек, сепак се они подолго време функционира како политичка партија, нели би требало да има некакво искуство, меморија, институционална и така натаму. Но сепак вие се одлучивте да го направите тој чекор. Мислам дека добивте и поддршка на некој начин од СДСМ. Мислам, претпоставувам дека ќе гласаат. Зошто мислите дека ВМРО ДПМН во суштина го толерира Африм Гаши? Зашто знам го толерира Африм Гаши? Зашто ВМРО ДПМН и знам го толерираат влен? Затоа што ни кажаа дека нема да гласаат за таа интерпелација. Сепак имаат 58 пратеници ВМРО, заедно со знам имаат колку 64. Зашто ни се случува толерирање и зашто ни се случува да ни се повторува и да можеме слободно да кажеме дека работите во Македонија секако до сега? Апсолутно. На 28 мај, кога беше конститутивната седница, кога се избираше Африм Гаши за спикер на собранието, само пратениците од Левица излегоа со цел негодување на тоа назначување за Гаши како председател на собранието. Тогаш изразивме аргументи кои со текот на времето се потврдуваат во различни насоки аргументи и едноставно во тој момент мојата политичка интуиција велеше дека ВМРО ДПМН ќе биде посилен од ова што го покажува. ВМРО ДПМН освои неверојатен број на пратеници кои секоја седница ни го спомнуваат колкава победа имале и дека народот го кажал своето и сега нормално во таква констелација на работите ќе помисли човек дека ВМРО ДПМН ќе има потполна контрола над владата со која владее. Давањето на функцијата на Африм Гаши првично можеше да се интерпретира како еден начин на формализација на бинационализацијата на Македонија во уште една фаза на тој проект и дека едноставно сега таа функција ќе се дава по етнички клучи, дека ќе следи на албанец кој во последните 100 дена ќе биде и премиер, како што беше случајот со Тала Џефери, како што и ќе биде случајот со Африм Гаши кој ќе владее со владата на ВМРО ДПМН во последните 100 дена. Сега во однос на сервилноста која ја покажуваат и знаме ВМРО ДПМН во следните неколку месеци од таа конститутивна седница до овој момент каде што Левица ја поднесува интерпелацијата, а не СДСМ, затоа што Левица ја започна приказната Левица, ја носи приказната и Левица ќе ја извози приказната до крај на опозиционирање на ВМРО ДПМН, затоа што едноставно така е најприродно, затоа што СДСМ се сијамски близнаци со ВМРО ДПМН во изминатите 30 години. И сега се поставува прашањето за сервилност и нивното индиферентно однесување кон Гаши, кога очигледно дека им носи негативни резултати и на знаме на ВМРО ДПМН. Тоа е од две причини. Првата причина е кај ВМРО ДПМН, а тоа е затоа што ВМРО ДПМН е фирма, исто како што и СДСМ не политичка партија, и дека едноставно во тие 7 години на нивното опозиционирање све што се има случајно е дека имаат пораснато неверојатно апетитите на структурата која е под Мицковски и неговото раководство. Таа структура во клиентелистички манир постапи и ја восприема нивната победа на овие избори на 8 мај, така да сега за
задоволување на сите тие апетити кои би биле ветувани, затоа што знаеме ВМРО, ДПМН и СДСМ како добиваат гласови преку уценување или ветување. Така да ВМРО, ДПМН сега едноставно сака да остане на власт за да ја задоволи гладната структура која има создадена во последните 7 години. А додека знам, од друга страна, знаме едноставно еден краткорочен проект во кариерата на Максим Димитриевски, кој има за цел исто да задоволи апетити, затоа што ние обелоденивме еден договор склучен помеѓу Максим Димитриевски и Вреди, тоест еден дел од Вреди за нивната соработка на локално ниво 2021. И всушност во Куманово е и почната оваа коалиција ВМРО Вреди и Знам, затоа што ВМРО ДПМН му даде подршка на Максим Димитриевски 2021 за локалните избори, од тогаш е непрекината нивната соработка. И едноставно ако ги земеме сите тие компоненти во еден збир, едноставно дека оваа коалиција која моментално владее со Македонија, не само што ќе има негативен ефект по граѓаните и по насоката во која се движи државата, дали е тоа на внатрешен план или на меѓународен план, едноставно што можеме да очекуваме е дека ќе има и продлабочување на вакви флагрантни испади и непочитување на уставот од нивните функционери и скандали во сите насоки, дали се тоа криминал или Кога сме кај криминалот, сега пред малку се случило, сега ме информираат, пред малку имало пукање во Арачиново. Во случајот има еден тешко ранет. За кратко ќе имаме дополнителни информации, но тоа е од сега, од пред некоја минута ситуација. Да, во меѓувреме Панче Тошковски нели се возат луѓе со веспи и со мотори по градов и казнуваат деца што возат веспи. Значи буквално казнуваат деца што возат веспи, моторчиња што возат, и они се справувале со криминалот на тој начин. А во меѓувреме во Арачиново има пукање кое што е за една недела четврто пукање, во кое што не дај Боже да има жртва, бидејќи тука има еден тешко ранет, сега не знам повеќе детали, ќе ми напишат во меѓувреме, ќе ми информираат, али децата ги казнивте, браво што не носеле кацига, и треба да ги казните што не носат кацига. Али затоа што возеле веспи, не знам се паркирале. Ама ние го кажавме што ќе биде, што прва емисија. Тоа е многу битно и најголем криминал е тоа во моментов, а овие пукачиве за нив никому ништо. Да, говоревме за... Оди во Арачиново, бе, Панчеве. Говоревме околу Африм Гаши, значи, што е суштината? Вие, ако добро се сеќавам, и му понудивте на ВМРО ДПМН да не гласа за Африм Гаши, да не го именува за председател на собранието, да ќе дадете подршка вашите пратеници и Знам да се избере друг председател. Што беше одговорот тоа од ВМРО? Добивте ли некаков одговор на оваа дека сме џанаци. Тоа беше одговорот. Тоа беше буквално одговорот, затоа што тоа е последователните ситуации каде што ние прво на влезот на собранието го понудивме тоа и онда следната изјава беше на Мицковски дека сме џанаци. Сега нека се занимава со свадбари. Нека му го ситнат гласачкото тело со кое непрекинато се фали и на локални избори едноставно ќе ги видиме резултатите. Магарето му рекло на зајагот имаш дугачки уши. Тоа е тоа кога ви вика џанаци. Да. Мислам сега како да ти кажам. За човек што има историја. Он што сака нека има, едноставно се гледа импотентноста на ВМРО ДПМН, од почетокот им дадоа спикерско место на партија со 2 пратеници. Нашата поддршка за пратеникот ВМРО ДПМН беше за да не се формализира со уште еден мандат и со политичка пракса водењето на собранието на албански јазик, беше едноставно за да се врати праксата дека едноставно Народниот дом е еднојазичен. Чекај, извини, како вика Мицковски, планини подобар бил Африм Гаши од Тала Џафери. Класи. Јас не слушнав Тала Џафери дека ја земат талатојца да одат у Вашингтон за 2.500 евра вечер, така? Па да, ова е гашојца, ова е талатојца, нели? 2000 евра у Вашингтон. Македонски. Така?
Ја не слушнав дека Талат Джафери го правил тоа, ја не слушнав дека Талат Джафери поминувал граница како шериф, не слушнав дека пуштал обезбедување Талат Джафери на Подобар име затоа што Затоа што ги слуша апсолутно, затоа што неговото спикерско место, ама мислам дека тоа име е нивна ризична политичка игра, затоа што ние ова го напоменавме при неговото именување, дека во случај да он откаже послушност или вреди откажат послушност или алтернатива откаже послушност, спрема деловникот на собранието, они ќе треба да му прават на него пуч за да го тргнат од тоа место. Значи они свесно го направија тој ризик што го направија. Зашто пуч? Значи нема механизам? Нема. Како може да се Само смени? он може да свика седница. Апсолутно толку, тоа е тоа. Значи Да, се доведува значи, ВМРО ДПМН со 58 пратеници. Да, партија со 2 пратеници да може да владее со собранието. Ама тоа просто, вчера тоа го е тоа. зборевме. Тоа вчера го Нема овој зборевме. дел дека не може да го сменат. Не може. Мицковски излегува дека е поголема политичка кукавица од било која претходна гарнитура на СДСМ. Од проста причина. СДСМ имаше потреба да изиграва политичка аритметика со ДУИ, за да не им падне владата. Мицковски нема потреба од политичка аритметика. Напротив, Мицковски доброволно дава токава политичка моќ во раците на Влен. Доброволно, никој не бара од него, нема потреба, он може да се постави и сега многу цврсто, може да каже види кој ве шиша или ќе играш како што ти свирам или ќе излезеш надвор од влада. И утре ќе го земе, нема ни потреба да ги земе левица, со Максим има он. Да. Како се вика, Имаат мнозинство. Имаат мнозинство. Да. Плюс ако ги земат левица, плюс ќе им се придружат и СДСМ во таа ситуација, мислам. За клучни, за системски закони, за двотретински закони. Он доброволно одстапува од неговата политичка моќ за да му даде на Африм Гаши, кој што нели, чии што зет загинал во Сирија како припадник на ИСИС, да му одстапи политичка моќ на Изет Меджити, кој што важи за помеѓу исламските верници важи за човек кој што го промовира вахабизмот, не вахабизмот, салафизмот во Скопје. Значи, за Билјал Касами кој што вика дека Тетово е трет... Ама не само тоа, да, апсолутно, значи... И сега, зошто? Ја не сум слушнал, еве, од Дуи. Ја немам слушнато од Дуи дека кажале Тетово е трет албански главен град на Балканот или дека, не знам, ИСИС биле добри. Значи целата работа они на таа карта за дедуизација, ние им дадовме најдобар лек за дедуизација. Најдобар лек за дедуизација беше македонската платформа, тоа е формирање на влада на едни други принципи, затоа што не само што се обединија со партии кои прво се неофашистички партии, дел од партиите во Влен имаат експлицитно неофашистичка идеологија, другиот дел се едноставно рецидиви на ДУИ, сега се ставени во ситуација која на нив ќе ги кошта политички, ама има лукративно. Сите директори. Да, извини. Овој советникот во град Скопје, што ми беше мене колега од ДУИ советникот, Елмази мислам дека се презива човекот, он како советник на ДУИ и братучет на Изет Меджити мислам дека сега стана директор на државна фирма. Значи тој од ДУИ не може да ми тегне на да, нешто така. Значи тоа се директно луѓе на ДУИ. Преска објавува. Каква дедуизација?